Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, на линија го имаме Дарко Каевски од СДСМ. Господине Каевски, дали се слушаме? Се слушаме, дали вие ме слушате? Да, супер, имаме врска, се е окей. Мислам дека ја следевте до сега емисијата, го гледавте господинот Неловски што зборуваше. Се слушнавте, окей, ги имате податоците. Кажете ми, прво прашање за вас, според министерот Оливер Спасовски, акцијата е пробиена од страна на Христијан Мицкоски поради некоја негова лична корист. Тој инсинуираше и дека еден од уапсените бил кај него, биле видени заедно, но не видовме од страна на МВР, нито од страна на обвинителството, дека до господинот Мицкоски е поднесена некаква кривична пријава. Па така, еве гледам и опозицијата не ги однела нивните докази во обвинителството, вие не сте им поднеле кривична пријава, па некако вие препукувања партиски ваши повеќе наликуваат на театар отколку на сериозни институции. Најпрвен добро вечер, да ве поздравам вас и вашите гледачи, вашиот гостин и секако за сето она што досега се случуваше во текот на емисијата. Министерот Оливер Спасовски во изминатиот период 5 дена пред околу 5 дена излезе на пресконференција каде што ги соопшти сите детали во делот на акцијата Двојник, за 215 пасоши издадени и за целата истрага што се случувало, но еден ден претходно или неколку часови претходно, лидерот на опозицијата, господинот Мицкоски, излезе на пресконференција и според мене и според многумина граѓани во нашата држава се чинеше дека се обиде да ја саботира целата акција. И ако видиме со сите оние пресконференции и сите оние објави кои што излега од Министерството за внатрешни работи, можеби и патот на целата оваа акција води во опозицијата, во седиштето на Белиот дворец, во седиштето на ВМРО-ДПМН. Со самото тоа што Христијан Мицкоски се обиде да ги каже деталите еден ден пред да се случи акцијата, перцепцијата на граѓаните дека се обиде да ја сопре, но и ако видиме дека во тие 215 пасоши има и пасош на господинот Горан Груевски, кој што е избеган од нашата држава, кој што беше еден од висок функционер во Управата за безбедност и контраразузнавање, висок функционер во ВМРО-ДПМН, покажува дека можеби целиот пат на целата оваа истрага можеби треба да се бари натам. Но лидерот на опозицијата во ниту еден момент не го слушнавме да се огради од тие тврдења кои што ги имаше Министерството за внатрешни работи, дека еден од осумничените во постојан контакт со лидерот на опозицијата, и сето тоа дава впечаток дека можеби треба повеќе да се отвори постапката, и верувам дека во периодот што следи истрагата ќе се прошири, нема да биде само кон службеници во Министерството за внатрешни работи, туку ќе биде и многу пошироко за да се дознаат сите детали. Но од друга страна, кога лидерот на опозицијата ги има сите овие податоци, верувам дека институциите ќе отворат постапката да дознаат од каде доаѓаат тие податоци и кој е мотивот на лидерот на опозицијата ден пред завршување на една сериозна операција, ден пред завршување на една операција која што инволвира голем број на криминалци кои што се од Министерството за внатрешни работи, кое што вклучително е во партнерски односи со канцеларијата на Интерпол, со регионалната канцеларија за безбедност и истраги при амбасадата на Соединетите Американски држави, кој е мотивот сите тие информации да бидат издадени пред јавноста. Со самото тоа што на неколку наврати опозицијата обвинува и дека ако не излегле они на пресконференција дека можеби немала да се открие истрагата, е големо обвинување пред се не само кон институциите и кон владата, туку дополнително обвинување и кон овие канцеларии на Интерпол и на регионалната канцеларија при амбасадата на Соединетите Американски држави за сето она што го прават во изминатиот период. Добро, како што ве разбрав, вие значи велите дека институциите треба да ја прошират истрагата и кон опозицијата. Апсолутно јас како млад пратеник верувам и целата јавност и сите граѓани на нашата држава очекуваат оваа истрага да се прошири, да се дадат одговори на многу прашања. Прашањето првенствено од каде се информациите на лидерот на опозицијата, кои се мотивите на лидерот на опозицијата да излезе ден пред завршување на оваа постапка и сето она што се случувало, за да имаме информации и секако правдата биде задоволена. Добро, ајде да се вратиме малку поназад. Да се подсетиме на господине Каевски, ајде вака да ве прашам. Оно што го кажавте и што го кажа вашиот
што го кажа Владимир Неловски, вашиот политички опонент, во однос на издавањето на пасоши, значи опозицијата изваде неколку 4-5 имиња на пасоши кои се дадени во време на владење на СДСМ. Тамо и седат Пекер и црногорскиот криминалец Вукотиќ. Тамо е една личност од Косово кој е повратник од ИСИС. Сега, додека премиерот Заев многу пасоши биле давани во време на ВМРО. Но очигледно е дека на овие лица им биле давани пасоши во овие 2 години. Како е можно тоа истрага да трае за некој случај, а за тоа време да се штанцаат и повторно вакви пасоши, оригинални, не лажни, на такви лица, на такви криминални организации, на терористи, на ИСИС, и ништо да не се превземе, сето тоа да се тече, а не наводно туку како што вие велите, за тоа време да се тече истрага. Зошто цело време се давале пасоши? Во изминатиот период се дадени 215 пасоши. И премиерот Зоран Заев и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во своји пресконференции кажа дека најголемиот дел од тие пасоши биле издадени многу години претходно. Добро ред, но што е со овие што се дадени во ова време? За тоа прашам. Секако, очекувам дека истрагата ќе ги опфати сите елементи. Секој оној кој што се огршил пред законот мора да одговара и мора да сноси последици. Верувам и секако пред се и граѓаните веруваат дека целата истрага ќе се обзнани, ќе се покаже каде и кои се луѓето кои што сториле кривично дело. Впрочем, досега 10 припадници на Министерството за внатрешни работи се приведени и дополнително се изнесени пред лицето на правдата. Очекувам дека и дополнително сите оние кои што биле вклучени, без разлика дали е тоа во овие 2-3 години или дали е во претходните 7, 8, 9, 10 години, ќе бидат изнесени пред лицето на правдата и ќе одговараат. Ниту едно прекршување ниту еден прекршок против законски не смее да биде несанкциониран. Значи, мораме да покажеме дека знаете како излегува сега, дека доколку Христијан Мицковски, сега не навлегувам во тоа дали он ја пробил акцијата или ја обзнанил, тоа нека остане јавноста, нека решава, но доколку Христијан Мицковски не излезеше на пресконференција, значи тие пасоши и ден денес се уште ќе се дава во овие моменти. Апсолутно не е тоа точно. Христијан, мојата перцепција и секако перцепцијата и на власта и на голем број на граѓаните е дека лидерот на опозицијата се обиде да ја саботира целата акција. Не можеме да очекуваме дека да речеме дека Христијан Мицковски, онаа теза која што ја потврдува цело време опозицијата, дека се тие причинители да се открие целата акција, но ајде да одиме малку поназад. Не може за еден ден акција која што траела 2 години или повеќе од 2 години, за еден ден да се најдат сторителите. Таа акција во вашата емисија има експерт по ова прашање, може дополнително се тоа да го потврди. Не може со излегувањето на опозицијата на една пресконференција во рок од 24 часа да се излезе со конкретен резултат. Таа е операција која што траела многу подолго. Логичноста во самата операција е дека лидерот на опозицијата се обидел да ја саботира акцијата. Се обидел да ја прекине и таа акција да биде неуспешна. Денеска имаме успешна акција кој што дел од припадниците на Министерството за внатрешни работи кои што ја злоупотребувале својата службена должност се изнесени пред лицето на правдата. Јас лично очекувам дека во периодот што следи ќе се прошири истрагата и дека секој оној кој е вмешан ќе биде изнесен пред лицето на правдата. Докажавме дека знаеме да водиме битка со криминалот, со организираниот криминал и со сите вакви злоупотреби на законот и службените должности и верувам дека во периодот што следи уште поинтензивно и уште посилно. Сакав дополнително да дадам еден пример. Ајде да се вратиме поназад во 2013 година. Сведоци сме дека тогашната власт, предводена од ВМРО ДПМН, издаде голем број на лични карти на државјани од соседна Република Албанија, конкретно од Пустец, за да можат да гласаат на локалните избори во центар. Да, го спомнавме тоа во текот на емисијата, да. По 40 луѓе беа во еден стан за да можат да гласаат. И за тој случај се води истрага, и за тој случај знае и обвинителството, знае и јавноста, слушна и граѓаните преку бомбите, и тоа јасно покажува дека кој во целиот овој период го злоупотребува законот, издавал лажно лични карти и пасоши, но секако да оставиме истрагата дополнително да покаже кој се друг е вмешан, но верувам дека истрагата ќе покаже
и секако јавноста ќе слушне и од каде опозицијата ги има сите овие информации, од каде опозицијата знае за сите овие лица предходно пред излезат во јавноста официјално и Министерството за внатрешни работи, да знаат кој е личноста и кој е лицето кое што било во контакт со Христијан Мицковски. Очекувам дека на сите овие обвинувања кои што дојдоа официјално од Министерството за внатрешни работи и дека јавноста ќе дознае и ќе добие одговори. Да се надеваме, може ли на крај само еден кус одговор од вас, ве молам. Не знам дали видовте дека државниот ревизор обзнани неодамна дека се издадени, рече се месечини 94.000 изводи од матични книги на родени, без платена државна такса, изводи кои фактички не се внесени во системот. Дали го видовте тоа? Го видовме и апсолутно и за тоа и за сето останато и за сето она што е надвор од законот и сето она што значи прекршување на законите и позитивните прописи во нашата држава, очекувам дека ќе има исход, како што имаше исход за многу случаеви, затоа што граѓаните чекаат час поскоро правда во сите сегменти. Да. Во сите сегменти на целото делување и на оваа влада, и на претходната и на сите останати. Мораме да ја вратиме довербата на граѓаните во системот, во институциите, во борбата против организираниот криминал, борбата против корупција и се останато, за да можеме секако да ја водиме државата во вистинска насока. Затоа повторно ќе потенцирам. Очекувам час поскоро да истрагата се прошири, очекувам час поскоро да добиеме одговори на сите овие прашања кои што граѓаните ги интересираат и сакаат да ги дознаат. Добро. Господине Каевски, ви благодарам за ова вклучување. Ви благодарам за поканата. Уште еднаш да ве поздравам вас и вашите гледачи. Благодарам. Господине Диневски, еве вели господинот Каевски дека е потребно да се врати довербата во институциите со овие истраги. Јас не знам како ќе се врати довербата во институциите со давање на државни пасоши со државен систем, со ова што го кажав државниот ревизор што го откри со издавање на 94.000 изводи. Тоа е исто така еден... Исто така, значи тоа е упад во државниот систем. Како да ја вратиме довербата? Со оваа афера. Значи, ние не ја враќаме довербата, туку ми се чини како од дупка да влегуваме во дупка, во поголем. За жал, подолго време ние се соочуваме со тој феномен да партиските, државните институции се субституирани од страна на партиите кои се на власт. Одлуките не се носат во нив, одлуките се носат во партиските комитети, во партиските штабови и така натаму. Дури и сега е ова конкретна афера, тоа го истврли на виделина. Гледаме дека партиите спроведуваат истрага, партиите собираат податоци и така. Не е тоа функција на политичките партии. Имаме надлежни државни органи, имаме органи на прогонот, на пресетувањето и така натаму. Со ваквите политички действувања на партиите, таа недоверба која е константна кај македонските граѓани во институциите се продлабочува. Тоа значи дека тие не ја вршат функцијата, па ајде сега ВМРО иницира истрага, ако не иницираше ВМРО, немаше да има истрага, или пак обвинувањата контра дека со тоа е дезавуирана истрагата. Тоа значи една слабост, една порозност на самите институции. Протекуваат информации, протекуваат податоци и така натаму. Од каде на една политичка партија податоци за ваков криминал, да речеме, или добро, тие вел дека свиркач им ги донел некој. Свиркач е кога потоа тој најверојатно го приведен. Свиркач важи тој принцип во случај кога државниот орган, значи како прави криминал, нема друг начин тој да се спречи. Во конкретниот случај имаме поединци од државен орган, не е да речеме министерот вклучен во ова. Тоа се поединци кои што злоупотребиле својата позиција и секако дека тоа не може да се подведе под рамки на свиркачи, за кој има легална истрага. Да немало, друго е, например, појавата со прислушкувањето, кога такви свиркачи беа корисни и потребни, а друго е оваа афера за која имаме легална истрага, која се водела каква таква, со сите тие довлекувања непотребни, префрлање топката од едно на друго место. Како и да е, сметам дека оваа афера мора да се расчисти до крај, да се прошири во сите сегменти, вклучително да се прошири и кон случајот со 94.500 изводи од матични книги, народени изводи од државјанство и така натаму, бидејќи
Самата истрага, овој случај, фалсификувањето на патните исправи, имплицира дека се правени фалсификати во базата на податоци за државјанство. Не може да се издаде пасош доколку лицето не е државјанин на Република Македонија. Значи, направено и тука фалсификат. Еден фалсификат па друг фалсификат и веројатно тоа иницира па други криминални активности, бидејќи лицето кое поседува таква патна исправа можело да настапува легално пред државни органи, овде или во странство, пред банкарски органи, да подига кредити и уште потрагично ќе биде ако, например, бил украден идентитет. Кога е креиран нов идентитет, едноставно лицето не постои. Но кога е украден идентитет, тогаш многу граѓани на кои им е украден идентитет може да имат сериозни последици во иднина. Исто така, клучно прашање по мене е да се направи идентификација на лицата, на сите 215 луѓе и нивна локација. Каде се наоѓаат, да се испита нивното однесување, да се испита што се тие правеле во овој изборниот период додека имале патната исправа. Дали формирале фирми, дали склучувале договори, дали правеле кривични дела, директно било како криминалци, било како терористи, било како некакви си политички дисиденти или така натаму. И на крај, според мене, треба да се за се тоа веднаш да се огласат издадените патни исправи за неважечки, да се информираат сите држави во светот со кои имаме корелации и во исто време да се направи ревизија, комплетна ревизија на сите издадени пасоши во базата на податоци во Министерството за внатрешни работи. Оно што го кажавте во однос на изводите и што неколку пати го објаснувате во однос на издавање на патни исправи, дека таму дека таа патна исправа е поврзана и со државјанството и со други документи. Знаеме дека тие матични книги се веќе одамна префрлени од МВР во Министерството за правда, дека Министерството за правда ги прави тие работи, исто како што и за изводите. Овие уапсени се само, како што велат, од МВР. И сите зборуваат дека треба да се прошири таа истрага. Прво, дали таа бројка од 10 лица е доволна за да организира ваква акција која траела, ваква работа која не знаеме колку траела, може 10 години, а никаде не се спомнува Министерството за правда, каде што се водат државјанствата и изводите. За сега не се спомнува, претпоставувам дека се води или би требало да биде покрената таква истрага. Не е обична бројка од 94.500 исчезнати изводи или дадени без покритие. Тоа е огромна бројка. И не знаеме што е сето тоа имплицирало. Зашто се давани тие изводи? Кому се давани, со каква цел, со какви документи и така. Една од спекулациите е дека се давани пред пописот на иселеници во странство кои немале изводи, дека нив им се давани да се попишуваат, но тоа е правено без да се плати државна такса, значи оштетен е буџетот, многу импликации има дека истрагата треба да биде проширена и кон дипломатско-конзуларните представништва во странство. И тие издават пасоши и други документи и така натаму. Значи и затоа ние не знаеме во овој момент димензиите на целата афера и последиците што од сето тоа ќе произлезат. Како да е една непријатна афера која исфрли слабостите на системот, слабостите на институциите, недопустливо е толку долг временски период во МВР се издаваат вакви патни исправи. Без оглед кој бил на власт и како бил. И лошо е кога самата власт е вклучена во една таква процедура, како што беше во времето на ВМРО ДПМН 2014 година, 2003, кога масовно се издаваа такви лажни лични карти, лажни патни исправи на лица, така што се случи да едно лице има повеќе лични карти, повеќе патни исправи. Не знам со која совест сето тоа е правено и со каква очигледно дека не разбрале што тоа значи, што тоа може да предизвика, што тоа може да произведе. Еве сега имаме, значи еден случај имаме лице баран од ИСИС, еден друг случај имаме припадник на криминален клан од Црна Гора во Украина и сето тоа во меѓународната јавност создаден лош впечаток, лош имидж на државата како Тоа сакав да ве прашам, значи Македонија доби навистина еден лош имидж со скандалот со преслушувањето, што не само што е лош имидж,
туку тој е уникатен скандал во светот. Рече се нема случајно скандал од такви размери, од такво едно масовно прислушување на население како што се случи во Македонија. Сега го имаме и ова. Јас не сум слушнал, можеби постојат некои држави кои се од оној тип на нефункционални држави како што е Сомалија, Афганистан. Иако не сум слушнал ни таму. Јас немам слушнато да самото Министерство за внатрешни работи или било кое министерство издава патни исправи биде вклучено во фалсификат. Фалсификат имало. Југословенскиот пасош, например, беше еден од најфалсификуваните. Но немало случај да Министерството фалсификува, што ги издава. Државата да издава двојни идентитет. Зато не може да има исти еквивалент тежина овој случај со обичните фалсификати кои што ги прават поединци. Во никој случај. Добро, како на нас сега гледа не само службите, сродните служби, туку и земјите, бидејќи кај нив доаѓале тие луѓе со македонски пасоши, биле барани, поминувале кај нив, правеле разни криминали, како што го спомнавте, овој во Украина, црногорскиот мафијаш кој беше уапсен како атентатор при обид за убиство и така натаму. Ние не знаеме од овие 215 пасоши кој се што направил и зашто бил приведен, па пуштен, па избегал, па се протнал. Како гледаат сега на нас? Гледаат ли како на држава, функционална држава која се менаџира самата себе си или не? Реков и на почетокот што ова сериозно го нарушува кредибилитетот, поврзани со други, нели, настани со други афери на државата и на институциите. Значи, ваков скандал многу е непријатен за Македонија. И добро е што се расчисти. Во последен момент, добро е да се расчисти до крај. Затоа што сега веќе сите наши граѓани кои што патуваат во странство ќе бидат следени со еден висок процент на недоверба кон нив. Дали навистина се тие или не се тие што покажува патната исправа. Како држава се легитимираме во едно многу лошо свето, што мислам дека дури тие банана држави не дошле во една таква позиција. Сепак, не е тоа фалсификат на обична група, фалсификат на ниво на држава. Тоа е многу лошо. И има еден случај, еден сегмент, каде што државите, тоа особено моќните држави го прават, а тоа е да не сите, но најчесто го прават кога се издаваат лажни патни исправи на нивните агенти од разузнавањето за акции и операции во странство. Тоа е особено во последните години најактивна на тој план е руската воена служба, ГРУ, која што на нивните агенти при операциите во странство им издавала лажни патни исправи со сосема друг идентитет. Така беше случајот со убиството на Сергеј Скрипал во Англија, така беше случајот со пучот обидот за пуч во Црна Гора во 2016 година. Црногорците дури испратија и потерница по лицето, за да подоста се утврди дека неговиот идентитет е лажен, дека за тие податоци стои сосема друг агент на ГРУ. Така беше случајот со обидот за убиство на еден бугарски бизнисмен. Некаква е модус операнди систем на руската служба, која е многу агресивна ГРУ. Во странство е да нивните агенти користат лажни идентитети, вакви лажни пасоши, но тоа е сознање на државата. И нашите, и другите служби тоа го прават, во поголема или помала мерка, но тоа е сосема друго прашање, сосема друга димензија. Она што опозицијата цело време обвинува дека оваа афера може да го наруши и визниот режим, бидејќи контролата на границите е дел од тој систем. Не знаеме дали тоа ќе се случи. Евроамбасадорот Гир директно кажа дека тоа е одвоено прашање, дека визниот режим си е посебен, дека ова е криминална истрага. Но интересно е што екс-министерот за внатрешни работи Павле Транов рече дека оваа афера ќе предизвика тектонски потреси, дури ќе ги предизвика. Мислите ли вие исто така и какви би биле тие потреси? Еве, доколку таа визна либерализација ставиме на страна како политика, какви тектонски потреси би можела да предизвика? Па, во овој момент ние имаме почетна фаза на истрагата и не знаеме сите димензии на случајот, колку пасоши се издавани и дали во самиот ова криминална афера
се вклучени само тие 10 притворени службеници на Министерството за внатрешни работи и еден кој што е во бегство, или пак постоело и друго ниво кое што ургирало, налагало или барало овие службеници да издадат патни исправи. Истрагата треба да го опфати и тој сегмент. Бидејќи можно е да сите овие од материјален интерес, од материјални поводи или од лични поводи издавале такви патни исправи, но исто така не е исклучена можноста да повисоки фактори, повисоки функционери, партиски, политички, државни и така натаму интервенирале да одредени лица добијат вакви патни исправи. Исто така, вториот случај е што се додека не се лоцираат и не се идентификуваат носителите на овие патни исправи, постои опасност да тие компрометираат Република Македонија. Тие носат македонска патна исправа. Без разлика дали се во Германија, дали се во Франција, дали се во Италија. Ние се уште не знаеме, како што кажавте, дали се поништени тие пасоши. Кои се носителите? Ние во овој момент МВР има само фотографија од тие лица. Таа е оригинална. Името е фалсификат, матичниот број е фалсификат, а пасошот оригинален. И фотографија. Точно треба да се утврди каде се наоѓаат, кои се тие лица и што правеле и што прават. Или пак и веднаш да се преземат мерки да се поништат пасошите или да се подведат на одговорност ако постои соодветна одговорност за поседување на таква патна исправа. Понатаму, реков дека димензиите се уште поголеми и мислам дека се работи за неколку илјади патни исправи. Не се 215, тие се 215 веројатно што успеале да ги докажат. Докажувањето ќе оди многу тешко, се додека не се направи комплетна ревизија и споредба на базата на податоци на патни исправи со базата на податоци на државјанство. Да видиме дали, посебно оние ново издадени државјанства во изминатиот период, дали имаме логичен след, односно покритие, дека навистина лицето кое што го поседува патната исправа има и регуларно добиено државјанство. Така да се уште сме на почетокот, очекувам дека истрагата ќе биде темелна и ќе ги опази сите овие сегменти за кои зборував и за кои во јавноста се бара нормална соодветна одговорност. Сите овие меѓупартиски препукувања не ги одобрувам. Сметам дека со тоа не придонесуваат за една смирена атмосфера во која треба да се одвива и истрагата и за крај би ве прашал како ви изгледаше ставот на американската амбасада за овој случај, бидејќи Министерството за внатрешни работи вела дека работеле заедно со Интерпол, со меѓународните партнери на овој случај. Американската амбасада кажа дека тие не коментираат активни истраги, значи не сакаа буквално ништо да каже за двојник конкретно за акцијата, но заперка понатаму продолжуваат тесно соработуваме со македонските безбедносни служби и така натаму. На што ви наликува вас? Како би го интерпретирале тој став? Прво, ставот е доста принципиелен, сосема во ред, бидејќи не е работа во оваа фаза не само американската амбасада, туку и политичките партии не треба да ги коментираат истрагите. Не, но прашањето ми е дали мислите дека знаеле за тоа или се затече? Дека знаеле, апсолутно сум сигурен дека знаеле, сега има тука некои работи не можам да ги спомнам, но е добро што е вклучена американската амбасада. Сето тоа на процесот му дава една непристрасност и објективност. Една гаранција дека истрагата ќе биде непристрасна и објективна, бидејќи тие немаат политички мотиви овде да некого штитат или да некого прикријат. Значи ќе биде до крај. Второ, тие се и детални, поприлично, имаат огромно искуство и огромен технички потенцијал за помош на македонската полиција за сите оние прашања што ги спомнав за детално идентификување, утврдување, ревизии и така натаму и веројатно и лоцирање на лицата, идентификување на лицата кои што се носители на ваквите патни исправи. Да. Добро, господине Деневски, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам и на вас. Да, ви благодарам и на вас, почитувани гледачи. Тоа беше Александар Деневски, поранешен разузнавач за аферата пасоши.
Вие останете во добро здравје и следете ја програмата на Телевизија 24.